Македонија се соочува со сериозни предизвици кога е во прашање влијанието на политиката врз медиумите. Во последниве 17 години оваа врска мина неколку фази. Од директна контрола над уредувачката политика во 90-тите, преку финансиска и идеолошка блискост со креаторите на јавното мислење меѓу новинарите, се до актуелната медиумска стратегија во која во игра се закани со даночни инспекции, милионски рекламни договори и понуди за високи државни позиции за медиумските моќници. Владината постојана медиумска кампања која се финансира со буџетски пари е видлива на сите највлијателни медиуми. Во ударните термини на телевизиите и најчитаните страници на весниците секојдневно се објавуваат тендери, конкурси и пропагандни материјали кои имаат цел да го подобрат имиџот на владата. Според невладините организации, ваквиот медиумски пристап го уништува независното новинарство во Македонија. Имате висок степен на едно политичко калкулантство, еден висок степен на самоприфаќање на новинарите на непрофесионализам и молчење. Мислам дека степенот на самоцензура е можеби највисок во последните 6-17 години во Македонија. И при тоа уште имате и еден многу мал пазар каде што сето тоа на крајот на криштата се исплатува само на неколкумина. Еден од најголемите проблеми што во областа на медиумите се споменува во последниот извештај на влијателната американска невладина организација Freedom House се политичките аспирации на собствениците на медиумите. Од своето формирање, собственик на националната приватна телевизија Сител е фирмата Рик Силекс, чиј што газда Љубисав Иванов Дзинго е председател на Социјалистичката партија, која е дел од владеачката коалиција, а нејзиниот водач е пратеник во Собранието на Република Македонија. Неодамна, оваа телевизија, по влезот на нејзиниот досегашен директор Горан Иванов, син на Љубисав Иванов, во управниот одбор на Македонски телекомуникации, најверојатно поради можниот конфликт на интереси ја промени својата управувачка структура. Сега собственик на телевизијата е фирмата Монтеко. Телевизијата Канал 5 е собственост на Емил Стојменов, син на Борис Стојменов, председател на ВМРО Македонска и поранешен министер за финансии во владата на Љупчо Георгиевски. Ситуацијата стана уште позагрижувачка по појавувањето на Велија Рамковски, собственик на водечката приватна телевизија А1 и на неговата новооформена партија за економска обнова на парламентарните избори во 2006 година, што се рефлектираше и на уредувачката политика на овој медиум, кој што дотогаш беше сметан за еден од најголемите критичари на сите досегашни влади. Клучните независни, така наречени независни телевизии приватни во Македонија, па тука би ја спомнали јавната сега во поново време, имаат собственици кои што се председатели на партии. При тоа да биде трагедијата поголема, тие партии дури се и неуспешни партии, што потоа нив ги става во една друга состојба на преговарање со актуелната власт, која год да е таа власт во моментот. Германската пратеничка Дорис Пак во 2007 изјави дека германскиот медиумски концерн ВАЦ, кој купи 3 тиражни вестници, има монополска позиција во македонскиот печат. Случајно или не, директорот на компанијата Медија Принт Македонија за Југоисточна Европа, Срџан Керим, собственост на германската ВАЦ, во јуни 2007 беше избран за председател на Генералното собрание на Обединетите нации како предлог на актуелната влада. Иако на работна финансиска бездна, јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија обстојува главно благодарение на повремените финансиски инфузии од владата. Законот предвидува МРТ да се финансира од собирање радиодифузна такса, која самата би требало да ја наплатува. Сепак, наплатата одва и достигнува 4 до 6% месечно, зависноста на јавниот радиосервис од државни пари, МРТ ја прави податлива за притисоци. Тоа е така според моје мислење сега, заради тоа што на тој начин сега се овозможува тие што се на власт да ја контролираат Македонската радиотелевизија. Советот на МРТ е составен од 23 членови, кои се предложени од разни општествени групации или институции, како што се Сдруженијето на новинари или етничките заедници. Советот нема екзекутивна моќ и може само да советува, предлага или да опоменува. Реалната одлучувачка моќ е сконцентрирана во управниот одбор и во двата извршни директори, од кои според политиката на владата за управување со јавните предпријатија, едниот е странец. И кој е сега спасител во Македонската радиотелевизија? Македонската влада. Бидејќи од време на време ќе дотури некои пари кои ги прибира од другите јавни предпријатија, ги префрла на сметката на предпријатието
македонска радиотелевизија и така се одржува една ситуација во која вие можете да ја контролирате македонската радиотелевизија со тоа што на директорите од таму им велите ние ќе ви дадеме пари, но вие внимавајте на програмата. На работата на јавниот радиодифузен сервис неодамна забелешки упати Македонскиот Хелсиншки комитет за човекови права, како и невладината организација Транспарентност. Словенецот Јанес Сајович седна на директорската фотелја со цел да ја подобри ситуацијата во МРТ. У сваком случају, ако се у том тренутку МРТ финансира, ако тако кажем, из буџета државе, е и треба да биде и далje независна и автономна. Според законот, Советот за радиодифузија, која регулира позицијата и обврската на јавните медиуми, се финансира од дел од радиодифузната такса која едва и се собира. На тој начин и Советот веќе подолго време е под финансиски притисок. Новиот владин предлог предвидува укинување на Советот за радиодифузија преку негово спојување со Агенцијата за електронски комуникации. Ваквиот предлог од Советот го толкуваат како обид ова тело, чии членови се избрани во време на претходната влада, да го стави под своја контрола. Политиката у принцип не е спремна да се откаже од медиумите, каде што она со сите средства сака да влијае за да едноставно се презентира како успешна. Тоа е ствар на сите политички субјекти во Македонија на овие 10 години и тоа е еден нормален политички процес за нив. Сепак, владиниот портпарол не се согласува со тврдењата дека владата сака да ги стави медиумите под своја контрола. Целта според него е да се зголеми професионалноста на релевантните институции кои работат на полето на медиумите. Одамна помина времето кога председателите на владата или на државата заедно со директорите на монополските Македонската радио и телевизија и НИП Нова Македонија ја кроја стратешки медиумската политика, додека пак моите претходници и главните одговорни уредници од овие медиуми оперативно ја кроја истата таа политика. Владиниот гласноговорник не сакаше да ја коментира колумната напишана од советникот за медиуми на премиерот, објавена во мај 2007 во највлијателниот дневен весник во земјава. Наместо како владин советник, поранешната новинарка Магдалена Андоновска е подпишана како новинар. И вестникот Дневник, каде што беше објавен текстот, и невладините организации од областа на медиумите го премолчаа овој инцидент. Во Македонија не постои новинарски синдикат, а новинарските здруженија немаат моќ да ја подобрат положбата на своите членови. И покрај јавните протести против навредите, физичките напади и притисоците врз новинарите, Сдруженијето на новинарите на Македонија нема капацитет да го промени односот на политиката врз нив. Достоинството ни е паднато на најниско можно ниво, затоа и ние самите придонесовме во многу за да една таква слика и атмосфера има во јавноста за новинарите. И токму затоа веројатно политичарите не сметаат за мивки кои што лесно можат да ги употребат, злоупотребат и потоа отфрлат. Владеачката коалиција не реагираше против вербалните напади на заменик председателот на албанскиот коалиционен партнер ДП, кој прво упати еден новинар на телевизија Канал 5 на психијатриско лечење, а потоа му се закани и на расистичка основа го навреди председателот на Хелсиншкиот комитет, инаку новинар. Неговата најголема вина, покрај критичките текстови за владата, е што потекнува од мешан албанско-македонски брак.